Благодарам, Ване. Токму така, нашето второ линковско вклучување е од паркот на франкофонијата, затоа што оваа сабота по трет пат се одржува манифестацијата, односно изложба на мотоцикли и запознавање со таа култура. Меѓутоа, за деталите од настанот дознаваме од Јосип Стибел, кој што е дел од организацијата и кој што ќе ни открие како ќе се одвива целиот ден во сабота. Меѓутоа, да ви се заблагодарам што во тек на последните подготовки издвоивте време и ќе бидете дел од Македонија наутре. Добар ден. Голем поздрав до сите гледачи на македонска телевизија. Значи, почнуваме сабота, 12 часот до 15 часот е настанот. Имаме една прекрасна изложба на мотоцикли, поделени во групи чопери, кастомизирани, ред и така натаму, различни стилови. Вториот стил се кафе рейсери, бобери, тракери, да не должам многу љубителите што знаат. Меѓутоа, целта е представување на оваа прекрасна култура за нашите посетители, жители на градот. Имаме прекрасни концерти, гости имаме, кои ќе имаат изложено примероци од овие мотоцикли. Имаме најавено гости од Англија, Германија, Холандија, од Балканот, така да еден прекрасен настан, каде што ги поканувам сите гледачи да поминат и да уживаат во оваа прекрасна култура. Да, се случува по трет пат ваквата изложба, односно трета година поред, што на некој начин прераснува во традиција, а на Скопје дефинитивно му требаат повеќе вакви настани, затоа што се представува една поинаква култура и некако го рушите тоа верување дека моторџиите може би се небезбедни секогаш во сообраќајот и слично, меѓутоа вие преку оваа изложба го покажувате токму спротивното, односно добро однесување, добра култура и одлична музика. Така, позитивна енергија, да. се едноставно начин на живот. Да. Така што ме интересира за разлика од претходните 2 години, што ќе има во текот на денот за оваа година, 2024, односно споменавте дека има и повеќе групи, дека е од интернационален карактер, вида кој се ќе настапува. Така, имаме македонски групи, наши бендови, In the Mood, еден познат блуз бенд од Македонија, кој воедно имаат настапувано и интернационално. Значи ги имаме нив, после тоа имаме Crossroad Blues Band, исто многу интересен бенд кој може да се пофали со една интернационална кариера. Така да тоа е делот од музичкиот момент, потоа имаме прекрасни пијачки, имаме има работилници, некои за цртање со airbrush, односно тоа е дел еден што се употребува во оваа култура, така да има многу активности кои што кога ќе дојдат посетителите ќе ги видат. Да, ова е настан кој што е за сите генерации и споменавте пред да се вклучиме во живо дека ќе има од прилика околу 100 изложени мотори, така што овој дел од франкофонија ќе изгледа навистина многу поразлично и многу примамливо, па веројатно очекувате и многу публика. Да, па за разлика од минатите години, секоја година имаме прогреси, повеќе и повеќе посетители, некаде минимум 100 изложени примероци ќе имаме, меѓутоа и останатите посетители што доаѓаат ќе бидат со своите мотори тука, така да ќе има еден прекрасен избор, голем избор на мотори, музика прекрасна, убава атмосфера, така да сите што ќе дојдат ќе уживаат во оваа прекрасна култура и ќе имаат можност од блиску да ја видат, да ја почувствуваат од музиката до луѓето, до моторите и така натаму, и воедно да ги смениме тие стереотипи дека моторџиите се, да кажеме, со некои негативни ставови што има за нив и така натаму. Да спомена дека е за сите генерации и ќе имате многу голем број на публика, меѓутоа како дел од организацијата сакам да прашам колкав е предизвикот да се представи еден ваков дел од вашата култура пред јавноста, односно пред публика која што одлучила да ве посети и да ви оддаде почит. Да, па целта е голем предизвик, бидејќи еден од главните моменти е времето, се надеваме и сега за сега се според сите прогнози времето ќе биде убаво.
премногу луѓе од надвор, организација, за да се спремат тие луѓе, за да дојдат тука да поминат прекрасно во нашиот град. Така да е еден огромен проект, но убаво е што е веќе трета година и имаме голема поддршка и од некои од државните институции, од приватни компании и така натаму. Така да една благодарност и до нив, бидејќи ваков голем настан без таква поддршка сепак е многу тешко да се изведе. Така да продолжуваме здравје и понатаму и следните години. Настанот веќе станува препознатлив. Ви благодарам вас што утрова бевте дел од Македонија наутро и што најавивте со сите детали и информации. Се надевам дека ќе имате одличен настан и ви посакувам многу среќа. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш да ги поканам гледачите од 12 до 5 се гледаме во парк на Франкофонија. Дојдете и живете, почувствувате ја слободата на двете тркала и од блиску да ја видите оваа прекрасна култура. Благодарам уште еднаш, така што оваа сабота од 12 часот па се до 17 часот ќе има нешто многу поразлично во Скопје и настан каков што доликува на главниот град и повеќе настани требаат всушност како овој, односно изложба на мотоцикли, целодневно искуство и целодневно уживање во паркот на Франкофонија.